Зборот има моќ да отвора светови, а поезијата да го претвори најличното искуство во приказна што ја препознава секој читател. Токму со таков тивок, но моќен поетски глас, Николина Андова Шопова со години остава длабока трага во современата македонска книжевност. Добитничка е на овогодинешната награда Браќа Миладиновци за стихозбирката Во куќата, признание што ја вброи меѓу најзначајните современи македонски поетеси. Нејзините песни се преведени на повеќе светски јазици и објавувани во домашни и меѓународни книжевни списанија и антологии. Учествувала и на бројни поетски фестивали. Покрај поезија, Шопова пишува и проза. Романот "Некој бил тука" ја доби наградата Роман на годината за 2018 година, додека книгата "Најмалиот џин Џуџо" и "Најголемото џудже Џино" беше прогласена за најдобра книга за деца и млади за 2025 година. Наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата е уште една потврда дека современата македонска поезија има автори чиј глас допира и надвор од границите на земјава. Во куќата на Николина Андова Шопова остава силно поетско сведоштво за домот, спомените и човековата потреба да припаѓа, теми што ја прават поезијата безвременска. За наградата Браќа Миладиновци чувствувам пред се благодарност. Голема е честа кога ќе го видите вашето име меѓу низата добитници на оваа награда. Тоа се автори со кои што сум растела, автори кои што го обликувале мојот и авторски и читателски сензибилитет и навистина сум благодарна за довербата која што ми беше дадена. Кога зборуваме за збирката Во куќата, најлесна асоциација, нели, уште од самиот наслов ако почнеме, е нели некое место на сигурност, безбедност, припадност. Меѓутоа во оваа збирка јас истражувам нешто друго, зборувам за една куќа која што ја носиме во нашите внатрешни простори, куќа како што кажува еден стих во збирката, која што ни шета како грудка низ телото, никогаш позади челото, никогаш под грлото и така натаму. Така што тоа е еден внатрешен простор во кој постојано нешто копаме, се уриваат некакви ѕидови, па го средуваме метежот. Тоа е еден процес кој што никогаш не завршува. Освен поетските збирки влезоте од другата страна, поврзи ги точките и Во куќата, тука се и романите Некој бил тука и Естом, како и книгите за деца Најмалиот џин Џуџо и Најголемото џудже Џино и Кртот звезда. Но иако се тоа различни жанрови, нели романи, поезија, литература за деца, не правам некоја строга разлика, односно не верувам во некои строги жанровски граници, тие се прелеваат, се допираат меѓусебно, не се некои издвоени острови, затоа што и да пишувам доаѓа од едно исто место, кое што си бара во зависност нели од она што го пишувам нова форма и нов јазик. Што и да пишувам, тоа доаѓа од едно исто внатрешно место, каде што ме преокупираат слични прашања, кои се нели бараат различен јазик и различна форма во однос на она што го пишувам и сметам дека сето она што го искусуваме и се процедува преку јазикот и свеста си наоѓа свое место во она што го пишуваме и создаваме. Што следно? Тоа е секогаш отворено прашање. Имам многу идеи, меѓутоа идеите се како мали дечиња што се некаде околу мене и си бараат внимание, си бараат разговор, бараат да ги нахраниш, бараат да ги играш, а за жал го немам секогаш времето и просторот да го направам тоа. Неостварена жилба ми е да напишам сценарио за филм, ако ми се понуди никогаш и таква можност, би била среќна да го слушнам и тој глас во себе, да му дадам шанса. Тешко ми е да зборам за пораки кога е литературата во прашање, но бидејќи нели темата на овој разговор е поезијата, би кажала дека сум свесна колку е поезијата непопуларен жанр и секогаш дури и во книжарниците поетските книги стојат некаде настрана и мислам дека луѓето не треба да и се плашат на поезијата, затоа што се уште владее оној стереотип дека таа е некаков затворен и далечен свет со кој што тешко се комуницира, дека е нешто неразбирливо, но не е така. Секој може да си го најде својот автор, своите стихови и да се надмине нели она дека што сакал поетот да каже, да
се приводја на поезијата повеќе како едно место на препознавање. Во секоја нова книга Николина Андова Шопова потврдува дека поезијата не е само уметност на зборот, туку и простор во кој најличните чувства стануваат универзални. Токму затоа, нејзиниот глас продолжува да одекнува и дома и надвор од земјава, оставајќи силен печат во современата македонска литература.